Добро вечер. Дневник во 20 часот. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден, започнуваме веднаш. Останете со нас. Преку низа активности се работи на јакнење на локалната самоуправа. По повод верскиот празник Свети Трифун во манастирот Свети Ѓорги во Неготино се одржа традиционалниот настан Ден на вранецот 2016. По 21 пат вредните раци на пензионерките ги приготвија највкусните благи рецепти. Преку низа активности се работи на јакнење на локалната самоуправа, каде директно учество има и ресорното министерство. Тоа го покажува изголемувањето на буџетот за регионален развој. Заменик министерот за локална самоуправа Јупчо Пренџов очекува во иднина локалната самоуправа да јакне и со помош на европски пари. Во сите плански региони функционираат бизнис центри, чија единствена цел е да помогнат во јакнење на локалната економија. Експертите велат, колку побрзо се достигне степен на развиена локална економија, толку побогати ќе бидат и општините. Вардарскиот плански регион преку бизнис центарот изготви 5-годишен план, чија реализација значително допринесува за развој на малите и средни предпријатија, но и привлекување на инвеститори. Тоа сум посебно горд, бидејќи улогата и функцијата на бизнис центрите многу им помага, не само на локалните самоуправи кои што се на тие територии на тој бизнис центар, туку и пред се на приватниот сектор. Во развојот на локалните самоуправи директно учествува и ресорното министерство. Тоа го покажува изголемувањето на буџетот за регионален развој. Локална самоуправа во последниот период, во последните години и пол, односно 2 години, за 5 пати го зголеми буџетот за регионален развој. Имавме ние порано буџет од 1 милион евра, а сега истиот буџет изнесува 300 милиони денари, односно 5 милиони евра. Во иднина очекувањата се локалната самоуправа да јакне и со помош на европски пари. Неодамна беше објавен повик за меѓугранична соработка со Република Грција. Ваква соработка ќе се воспостави и со Република Србија. Она што е ново е тоа што за Вардарскиот регион пред се зборувам, е тоа што сме веќе во финални договори со Република Србија за воспоставување на нова прекугранична соработка и за дополнителни средства кои што ќе им стоат на македонските општини во форма на грантови од страна на Европската унија. Ваквите активности допринесуваат и оние општини кои што беа неликвидни полека да го подобруваат својот економски статус, што всушност е една од основните цели на вардарските региони, рамномерно да се развиваат општините. Винарската визба Тиквеш од следната година ќе започне да инвестира и во обновливи извори на енергија. Со тоа ќе се искористат лозовите прачки кои инаку се горат на нивите по кроењето на лозјата. Прачките ќе се собираат, преработуваат и од нив ќе се добива гориво што ќе биде замена за газ, мазот или друго, со соодветна калориска вредност. Лозовите прачки како обновливи извори на енергија, тоа е најновиот проект кој го најави винарската визба Тиквеш. Генералниот директор Игор Илиевски изјави дека тој проект го имаат како таков. Само во следниот период следува комплетирање на техничката документација и организирање на целиот процес, така да веќе од следната година комплетно ќе стартуваат со овој проект. Тој проект го имаме како таков заокружено, абсолвирано што и како треба да се направи, сега само во следниот период следува комплетирање на техничката документација практично и организирање на целиот процес, така да веќе од следната година ќе можеме комплетно да прво да ги искористиме од нашите лозови насади, а потоа и да организираме помасовно користење. Прачките ќе се собираат по технолошка постапка, ќе се преработуваат и од нив ќе се добива гориво кое што ќе биде замена без разлика дали за газ, мазут или за друго со соодветна калориска вредност, како и сите други извори на енергија. Од прачките се собираат, се по технолошка постапка се преработуваат и се добива гориво кое што е замена, дали е тоа за газ, дали е за мазот или соодветна калориска вредност како и сите други извори на енергија, така да ќе го користиме во нашиот процес овде. Евентуалните вишоци ќе бидат пласирани на пазарот.
Изминатите десетина години, нагласи Илиевски, Тиквеш вложи преку 30 милиони евра во осовременување на капацитетите и подигање на квалитетот воопшто, опрема, технологија, лозови насади, знаење и човечки ресурси. Процесот беше заокружен со ланската инвестиција во врвни вина од околу 2 милиона евра. Ставре Джиков, поранешен јавен обвинител, сега адвокат на Едмонд Темелко, вели дека не постоел основ за изрекување на мерка притвор за неговиот клиент, кој е дел од осумината осомничени во предметот Титаник. Дел од осомничените во предметот Титаник, кој вчера го покрена специјалното јавно обвинителство, дадоа свои искази во предистражна постапка. Барањата на специјалното јавно обвинителство за изрекување на мерката притвор судот ги одби. Ставре Джиков, поранешен јавен обвинител, сега адвокат на Едмонд Темелко, вели дека не постоел основ за изрекување на ваква мерка. Драго ми е што судиката која постапуваше по тој предмет и се уште сигурно постапува, донесе законито решение. Значи ние сите нели во ова невреме каде што за жал има голема политичка пропаганда од сите страни, која наистина штети на имиџот на Македонија, а и на самите судски процеси, така да сметам дека судиката донесе едно не само законито и правично решение во однос на мерката притвор, да не се определи, туку се донеси едно разумно законско решение, така што драго ми е господинот Едмонд Темелко се наоѓа на слобода и во постапката ќе учествува нормално. Джиков во изјава за К1 вели дека барањето за притвор за неговиот клиент е рушење на угледот на човекот кој е познат по одбраната на македонската кауза. Во правото нема пофалби ни за судија, ни за обвинител, ни за адвокат, туку сметам дека судиката имаше едно сериозно, правично однесување и одлучување во однос на случајот конкретен кон господинот Едмонд Темелко. И уште нешто да кажам. Ако се доведеше во ситуација да се донесеше друг вид на одлука, например мерка на притвор, само да ја потсетам македонската јавност, дека господинот Едмонд Темелко е градоначалник на Пустец. Тој е градоначалник не само на Пустец, туку на македонскиот етнос во Република Албанија. Тоа е една работа. Втора работа, сметам дека представува една јавна личност која секој се бори за македонската кауза и за честни избори и во Република Албанија и во Република Македонија. Джиков вели дека од понеделник увид во предметот ќе направат бранителите, за да можат потоа да го започнат процесот на докажување на невиноста на нивните клиенти. Без никаква судска наредба поради сомнение за поврзаност со изборни измами, вчера беше уапсен Едмонд Темелко. Тој и сите македонци во Албанија остро ги осудуваат овие измислици од специјалното јавно обвинителство и негираат дека се вклучени во некаква избирачка измама во Република Македонија. Браната на македонштината во Албанија Едмонд Темелко вчера беше уапсен по наредба на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, без никаква судска наредба, а поради сомнение за поврзаност со изборни измами. Се спроведували политичка хајка против Темелко. Основниот суд 1 показа дека не се откажува од македонците во соседството, конкретно во македонците во Албанија, а се огледа реалноста и ги отфрле обвиненијата на барањето на специјалното обвинителство за да одреди мерка притвор и со тоа доказа дека има правда. Темелко и сите македонци во Албанија остро ги осудуваат овие измислици од специјалното јавно обвинителство. Тие негираат дека се вклучени во некаква избирачка измама во Република Македонија. Во општина Пустец, жителите се 100% македонци и истите имаат двојно државјанство. Жителите имаат право на глас во земјава. Тие го осудија приведувањето на Темелко. Вчерашното приведување на градоначалникот на општина Пустец за нас е едно антимакедонско дело и насочено против сите македонци во Република Албанија. Градоначалникот Едмонд Темелко, исто така и председател на единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, и еден од најголемите борци за правата на македонците во Република Албанија.
На неговото вчерашно приведување во специјалното јавното обвинителство, како што видовме, се радуваа сите душмани на македонскиот народ и бугарските фашисти. Ние си имаме правата наши, како секој граѓанин во секоја држава што си има државјанство во Америка, во Канада, значи истото го имаме и ние. И кој тој што ќе ни докаже нас, значи ние немаме право на гласање. Кои сме ние? Па кои се тие другите неговите? Значи оние треба да видат и од колку нации други во Република Македонија имат добиено на нелегален начин право за да гласат, а колку имаме ние што не сме на нелегален. Ние повеќето луѓе од кај нас се на легален начин што гласат, не сме на диво како што мислат тие. Едмон Темелко извршува трет мандат како градоначалник и зад себе има многу успеси за унапредувањето на правата на македонците и македонските интереси во Албанија. Тој е еден од основачите и моментален председател на македонската организација Преспа во Албанија. Едмон Темелко е браната на македонштината во Албанија, кој за прв пат ги реализира правата на македонците. По повод одбележувањето на верскиот празник Свети Трифун, денеска во манастирот Свети Ѓорги во Неготино се одржа традиционалниот настан Ден на вранецот 2016. На манифестацијата присуствуваа гости од регионот Земјева и Странство, кои имаа можност да дегустираат вина од сортата вранец од неколку винари од Тиквешијата. Во присуство на голем број гости од овој регион Земјава и Странство се одржа традиционалниот Ден на вранецот во просториите на манастирот Свети Ѓорги во галеријата на виното во Неготино. Ова е настан кој е составен дел од манифестацијата Недела на виното, со која се одбележува празникот Свети Трифун. Присутните имаа можност да дегустираат вина од сортата вранец од неколку винари и од Тиквешијата. Сметам дека традицијата треба да ја задржиме, бидејќи вранецот е наша автохтона сорта која е засадена низ полињата, односно има повеќе лозови насади во Република Македонија, а како што знаеме најголемата концентрација е кај нас во Тиквешијата и во нашиот град, во нашата општина Неготино. Ние, значи, овој пат ги повикавме сите винари кои имаат од виното вранец, имаат скоро сите кои сакаат да го изложат, да заеднички со нашите гости, еве имам прилика и да ги поздравам, тоа се гостите од збратимените градови Начката Република Унгарија и збратимени од град Попово од Република Бугарија. Свое представување со вино вранец пред присутните имаа неколкумина винарски визби, меѓу кои беше и винаријата Антигона од Неготино, зашто представникот Блажо Петров рече дека веќе неколку години традиционално се дел од оваа манифестација. Повише години, последните 3 години тука идеме во манастирот со нашата автохтона сорта вранец, да учествуваме. Ова е сорта Ланска 2014 година, вранец направен од врвно квалитетна гројза, така што гостите ќе имат прилика да го пробаат ова наше врвно вино. На дегустацијата, освен домашните гости, присутни беа и делегации од Унгарија, од општината Начката и општината Попово Бугарија, кои се збратимени општини со општина Неготино. Сите заедно уживаа во едно од најквалитетните вина произведено од најавтохтоните македонски сорти на грозје. Блакцето на баба по 21 пат се одржа во Велес. Вредните раце на пензионерките ги приготвија највкусните благи рецепти. Разновидни баклави, суви колачи и традиционални блакца. Имаше и од пензионерки ширум Републикава. И оваа година манифестацијата е од хуманитарен карактер. По 21 пат вредните раце на пензионерките ги приготвија највкусните благи рецепти. Некои подзаборавени блага кои ги правеле нивните мајки и баби. Разновидни баклави, суви колачи беа само дел од богатата понуда. Госпоѓа Марика Далева за ова 21-во издание на манифестацијата Блакцето на баба го подготвија ширето, рецепт кој според кажувањата датира од времето на Ное. Шурето. Иначе има религиозно значење. Го припремиле прв пат Ное на арката кога завршил потопот, траел 40 дена. Во чест на преживувањето го направиле ашурето. Ашурето, бидејќи имале при крај продукти за храна,
решиле секој од присутните да донесе што има и така да е измешано се во ова благо, значи е направено. Традиционални благи рецепти имаше од пензионерките широм републикава. Учествувам втор пат, пред 4 години бев, исто така добивме прва награда за старовремски бардарки со бадеми. А ова е сега второ представување со староградска грклан паланечка баклава. Старо велешко благо го правеше мојата баба, мајка ми, еве јас сега наследив од неа. Ова е посен колач, меѓутоа внатре има многу мируди. Со правено вака прв пат ми, инаку сум доваѓала тука почесто. Па ова е старо благо тетовско, кадаив. Инаку се прави и се купува кадаив како кори за баклава и се пече со ореви и со суво грозје и се попарува со шербет. Фурми, така се викаат, се прават од цеќова вода, брашно, гриз, се става и сода бикарбона и се става зејтинче едно шолче, се прават, се обликуваат, внатре има оревче, една јатка цела. И оваа година манифестацијата е од хуманитарен карактер. Организаторката на Благцето на баба Неделка Ѓоргиевска вели дека преку ваквите манифестации се негува духот на традицијата, а воедно преку донација се представува и хуманата димензија. Секоја година ги наменуваме средствата хуманитарни во моментот каде е најнеопходно. Сега годинава на една пензионерка наша изгоре куќата и сите донатори кои се овде учеснички во картата донираат средства, ќе бидат врачени на таа пензионерка. Воедно, покрај ваквите манифестации преку кои се анимираат луѓето од третата доба, истите доби е неколку рекреативни центри во околината на Велес. Наше здружение година доби 2 дома за рекреација и тоа. Сега веќе ги имаме службено добиено во Богомила и Мокрени, преку општина Чашка, а имаме барење дадено во општина Велес и очекуваме за месец-два да почнеме со активностите, односно со изградбата на реновирањето на домот во село Равец. Благцето на баба континуирано се одржава од 1996 година. Оваа година учествува околу 15 на учеснички од повеќе градови од Македонија. По повод празникот Свети Трифун, синоќа во просториите на музеј на вино во Демир Капија, промовирани беа 3 дела кои представуваат значаен придонес во развојот на научните дисциплини, поврзани со туризам. Воедно во галеријата на Домот на културата Мирка Гинова беше отворена и изложба на тема македонски вински пејзажи. Синоќа во просториите на музеј на вино во Демир Капија по повод Свети Трифун промовирани беа 3 дела кои представуваат значаен придонес во развојот на научните дисциплини поврзани со туризмот, а воедно постхумно беше промовирано и делото на починатиот писател Мице Пашоевски. Делото Демир Капија туристичка топ дестинација од магистер Билјана Глигорова представува исклучителен труд кој изобилува со податоци за општина Демир Капија и како такво дава извонредни можности за понатамошно користење во научните трудови и истражувања. Демир порта на виното на Звонимир Будимировиќ е дело за историјата на виното и виновата лоза, фокусирана на Демир Капија и Тиквешкиот регион, книга која представува промоција на винарските визби од овој регион. Книгата Вториот живот на Ѓорѓе од починатиот писател Мице Пашоевски представува автобиографско дело кое зборува за епопејата на бегалците од Егејска Македонија, од кој еден од нив беше и самиот тој. Во делото се зборува и за нивното населување во Горна Ергела во Демир Капија. Делото представува своевидно сведоштво за повојните времиња на овој простор. Во галеријата на Домот на културата во Демир Капија Мирка Гинова по повод празникот посветен на Свети Трифун беше отворена изложбата на австрискиот сликар Бертхард Холеман. На изложбата беа представени дела од овој уметник на тема македонски вински пејзажи. Меморандум за соработка за електронска проверка на податоци во Агенцијата за вработување на Македонија. Денеска потпишаа директорот Владко Поповски и председателот на Комората на извршители Зоран Петрески. Во продолжение останатите вести од Македонија.
Меморандум за соработка за електронска проверка на податоци во Агенцијата за вработување на Македонија денеска потпишаа директорот на Аварама Владко Поповски и председателот на Комората на извршители Зоран Петрески. Со меморандумот се предвидува користење на новата услуга на Агенцијата за електронска проверка на податоците, која агенцијата досега ги давала во печатена форма. Проектот на агенцијата, според председателот на Комората Петрески, ќе представува олеснителна околност како за извршителите, така и за должниците кои ќе добијат помали трошоци за изработка на тие документи. Услугата на Аварама стартува од денеска, а покрај извршителите, корисници ќе бидат и граѓаните, нотарите и институциите, кои ќе можат да добиваат онлайн податоци за пократко време. За изградба на енергетски ефикасни објекти на Македонија и требаат помеѓу 9 и 16.000 работници кои веќе ги посетуваат обуките. Ова е проект инициран од Европската Унија, а капацитетите ќе се заекнуваат со цел до 2020 година да го постигнеме таргетот. Преку проектот Build Up Skills од пријавени 1146, 972 работника се здобија со сертификат во една од 5 области. Станува збор за фасадери, кровопокривачи, електроинсталатери, столари и мајстори за греење, климатизација и ладење. Најголем интерес во првиот циклус на обуки и сертифицирање имало за занимањата фасадери и кровопокривачи, затоа што нашите фирми се најнапредни во тие области, а инвеститорите во овој дел веќе бараат висок квалитет во изведбата на објектите. Повик за христијанско единство повикаа папата Франциско и рускиот патријарх Кирил. Саудиска Арабија испраќа воени авиони и војници во Турција. Вести од светот. Папата Франциско и рускиот патријарх Кирил ја повикаа меѓународната заедница да ги заштити христијаните од нападите на Блискиот Исток. Двајцата поглавари исто така повикаа на обновување на христијанското единство, пренесува Танјук. Во многу земји од Блискиот Исток и Северна Африка, цели семејства, села и градови со наши сестри и браќа христијани се целосно истребени и уништени, се наведува во заедничката декларација по синокешната историска средба во Хавана. Нивните цркви се варварски, опустошени и ограбени, споменици уништени, реликвии изложени на светогрдие, се наведува во декларацијата говорејќи за нападите кои ги врши исламската држава. Се надеваме дека нашиот состанок ќе придонесе за повторно воспоставување на единството, како што сака Господ, наведуваа во декларацијата поглаварите по првата средба на ова ниво, поречиси 1000 години од расколот меѓу двете цркви. Рускиот патријарх Кирил и папата Франциско се сретнаа синоќа во Хавана, што е прва средба на поглавари на двете цркви од расколот во 1054 година. Саудиска Арабија ќе распореди воени авиони и евентуално војници во воздухопловната база Инџирлик во Јужна Турција, изјави денеска турскиот министер за надворешни работи Мевљут Чавушоглу пред турските медиуми. Предстои да биде определен точниот број на војниците кои ќе бидат распоредени во Инџирлик, изјавил Чавушоглу пред новинарите во авионот на враќање од Минхен, каде учествуваше на конференцијата за безбедносна политика. Саудиска Арабија ја соопшти својата намера да се бори против Даеш, арапскиот акроним за исламска држава, велејќи дека е подготвена да испрати авиони и војници. За време на секоја седница на коалицијата, секогаш сме ја истакнувале потребата од изработка на обемна стратегија која води до постигнување на резултат за борба против терористичката група Даеш. Ако имаме слична стратегија, Турција и Саудиска Арабија би можеле да започнат заедничка операција, посочи Чавушоглу. Базата Инџирлик се наоѓа на 8 километри од турскиот град Адана, недалеку од границата со Сирија.
Фудбалерите на Вардар успешно го завршија подготвителниот период во Анталија. Буфон избран за најдобар голман на сите времиња. Во продолжение останатите вести од спортот. Фудбалерите на Вардар успешно го завршија подготвителниот период во Анталија откако во својот последен контролен надпревар славеа над германскиот нисколигаш Елверсберг со 3:1. Црвено-црните одиграа квалитетно и рано дојдоа во водство со голот на Блажевски во третата минута. Елверсберг успеа да израмни преку Туњик во 55-та минута, а македонскиот шампион победата ја осигура во самиот финиш. Ова беше четврта победа на вардарци на овие подготовки откако претходно беа подобри и од Волсбергер, Слован Либерец и Черноморец Одесеа. Покрај тоа македонскиот шампион одигра и два нерешени надпревари против Вил и Металист. Црвено-црните во текот на утрешниот ден се враќаат во Македонија, каде ќе продолжат битката за шампионската титула. Вардар во првото коло од вториот дел од сезоната, закажано за следниот викенд, ќе ја пречека Ренова. Младиот македонски репрезентативец Давид Бабунски, кој во зимскиот трансферен период премина од Барселона, во кој настапуваше 10 години во Црвена Звезда, денеска ги одигра сите 90 минути во победата против Кубан. Црвено-белите славеа победа од 2:0, а погодоците беа постигнати во самиот финиш на надпреварот, а стрелци на истите беа Орланди и Кирен Дулик. Белградската екипа со овој надпревар ги заврши подготовките и наредниот викенд ги започнуваат надпреварите од вториот дел од сезоната во домашниот шампионат. Бабунски одигра солиден надпревар за разлика од првиот надпревар против Урал, каде доби минутажа од само 15 минути. Надпревар кој Звезда го загуби со резултатот 2:1. Лука Божиновски, вториот македонски представник на младинските олимписки игри во Лилехамер, имаше неуспешен премиерен настап. Тој не успеа да ја заврши трката во супер велеслалом. Божиновски, кој стартуваше со реден број 40, заостанувал околу 2 секунди зад лидерот на второто мерно време, но на само неколку капии пред целта не успеа да се задржи на патеката и остана без пласман, пренесуваат од Македонскиот олимписки комитет. Нова можност за докажување тој ќе има утре. Ќе настапи во алпска комбинација. Ставре Јада преисходно го освои 43-тото место во трката на крос-кантри, во која учествуваа 50 надпреварувачи. На трката во велеслалом, која во рамки на светскиот куп за мажи се возеше во јапонскиот ски центар Јузава на Еба, победи францускиот скијач Алексис Пантиро. Тој во двете трки постигна вкупно време од 2 минути, 34 секунди и 23 стотинки и за 51 стотинка беше подобар од сонародникот Матје Февер, а за 67 стотинки беше пред трето пласираниот италијанец Масимилијано Блардоне. Австриецот Марсел Хиршер, кој сега има 401 бод, беше шести. Виктор Мифа Жанде од Франција, кој е втор во борбата за глобусот во оваа дисциплина со 297 бода, заврши на петото место, а новите 80 бода што ги освои Февер, го искачие на третото место со вкупно 248 поени. Хиршер со 1045 бода во генерален пласман во светскиот куп води пред норвежанецот Хенрик Кристоферсон, денес заврши како четврти во Јапонија со 921 поен, а неговиот сонародник Аксел Лунд Свиндал е трет со 916, но за него сезоната заврши по повредата со која се здоби на спустот во Кицбил. За најдобар голман на сите времиња во изборот што го организираше реномираниот француски магазин France Football е избран Джан Луиджи Буфон. Голманот на Јувентус освои дури 44% од вкупните гласови, а интересно е дека на второто место се најде домашниот миленик Фабиан Бартес, голманот кој со триколорите стана светски и европски првак со 17% од гласовите. Со по 7% од гласовите зад Бартес се најдоа Лав Јашин и Оливер Кан, пред Касилјас и Ноер со по 6% од вкупните гласови на читателите на France Football. Во изборот покрај овие голмани учествуваа уште и Ван дер Сар, Шмајхел, Дзов, Чех, Мајер, Бенкс, Шилтон и Замора.
Традиционално, All-Star викендот во НБА лигата започна со меч на звезди во подем, во кој екипите беа поделени на американски и странски кошаркари. All-Star викендот оваа година се одржува во Торонто. Славеа американците со 157 спрема 154, но фановите во Торонто имаа можност да уживаат во бројни атракции на кошаркарите од двете екипи. По 30 поени постигнаа тројца кошаркари. Улогата на МВП му припадна на Зек Лавин од Минесота, кој имаше и 7 скокови, 4 асистенции и 1 украдена топка. Специјални гости на овој спектакл беа канадските тенисери Милош Раонич и Джини Бушар. Утрешниот ден ќе биде потопол во однос на денешниот за околу 3 степени. Ќе дува умерен ветер од јужен правец. Да ги погледнеме деталите за временската прогноза. Тоа беше се во централното издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер. Пријатно.